Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука се навраќаме на презентацијата и изборот на најдобрите иновативни идеи од надпреварот Deep Tech Enterprise, организиран во рамките на проектот Nano Biotech Nexus. Настан, дел од програмата за одбележување на патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 8 декември. На почеток да кажеме дека Nano Biotech Nexus е проект финансиски поддржан од Европскиот институт за иновации и технологија, иницијатива за високо образование, кој има за цел да поттикне предприемнички дух, трансфер на знаење и создавање реални можности за студентите и младите истражувачи. Во проектот, кој започна да се реализира од 1 април 2025, а ќе трае до април 2027 година, покрај Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и Економскиот факултет од Прилеп, единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, се вклучени и универзитети од Словенија и Украина. Очекувањата се да се развие динамичен екосистем за иновации и обука, кој обединува академска експертиза, напредни истражувачки капацитети и индустријска соработка. Како што кажавме, презентацијата и изборот на најдобрите иновативни идеи од Deep Tech Enterprise во рамките на проектот Nano Biotech Nexus се одржа на 5 декември 2025 во Домот на армијата во Битола. Професор доктор Андријана Боцевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, раководителка на проектот Nano Biotech Nexus, во изјавата за медиумите појасни. Во проектот станува збор за поврзување на нано и биотехнологијата и поврзување со предприемништво засновано на иновации. Самиот проект се спроведуваше со професори од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и Економскиот факултет од Прилеп, со цел да се даде поддршка на самите студенти да можат да креираат иновативни идеи и потоа тие иновативни идеи да ги претворат во реални решенија. Во рамките на самиот проект се спроведува наградата Deep Tech Enterprise, така да проектот доделува 25.000 евра и има можност, значи тие награди да се доделат помеѓу 2 и 4 иновативни идеи. Доста интересно што на овој повик се јавија 8 исклучително квалитетни и визионерски решенија кои што на некој начин представуваат идеи засновани на напредок и технолошка извонредност. Се пријавија 8. Наградените ќе бидат одредени од страна на комисијата. Во комисијата, значи, се 9 членови и станува збор за комисија во која што членуваат професори од Универзитетот Климент Охридски, членови кои што се представници на невладиниот сектор, на стопанствениот сектор, се со цел да биде транспарентно доделена наградата и да може понатаму тоа идејно решение, таа идеја да се претвори во решение. Доставените, значи, идејни решенија се имаме решенија кои што се поврзани со нанотехнологијата, со биотехнологијата, имаме решенија кои што исто така се поврзани со квалитетот на воздухот, со квалитетот на храната, акцентот е ставен на тие решенија. За жал, значи, на овој повик се пријави само еден студент, еве да ги поттикнеме студентите, значи, затоа што акцентот на нашите проекти е претежно на студентите. Во овој повик, значи, добиени се идејни решенија од компании и само од еден студент. Јас се надевам дека Nano Biotech Nexus ќе добие финансирање во наредна фаза, да ја спроведеме исто така оваа награда и наредната година, каде што ќе имаме поголем број на пријавени студенти. Проектот трае, значи се доби проектот започнува од 1 април 2025 година. Предходната година ја подготвувавме проектната апликација и ќе заврши проектот 4 април 2027 година.
Значи, во самиот проект покрај Универзитетот УКЛО, кој што за прв пат добиваме проект од програмата High Education Innovation, учествува и Универзитетот Нова Горица и два универзитети од Украина. Мислам дека ерата на нанотехнологија и биотехнологија во нашата држава сепак не е доволно истражена и еве можност да речам сите оние кои што се поврзани или кои што сакаат да се вклучат во оваа проблематика да придонесеме за да можеме да овие две тематски решенија да ги издигнеме на едно повисоко ниво. На отворањето на настанот присутните ги поздрави проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илич, кој посочувајќи дека УКЛО ја поддржува ова иницијатива како дел од својата долгорочна стратегија за развој и промоција на научните истражувања и иновации, нагласи. Овој настан представува значајна платформа за презентација на иновативни решенија во областа на биотехнологијата и нанотехнологијата со особено внимание на актуелните потреби во здравството, животната средина, земјоделството и безбедноста на храната. Инаку, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е длабоко посветен на афирмацијата и унапредувањето на целите за одржив развој на Организацијата на Обединетите нации, што се манифестира преку различни активности и проекти. Меѓу нив, особено се значајни годишната меѓународна научна конференција на нашиот универзитет, интердисциплинарните истражувачки проекти и иницијативи, кои поткупljуваат иновации со директна корист на заедницата, а со континуирана заложба за градење на нашиот универзитет како Community Oriented University или универзитет насочен кон заедницата. Истовремено, меѓународното признание за нашиот универзитет, вклучително и импресивните резултати постигнати на респектабилната Times Higher Education рейтинг листа ја потврдува видливоста и квалитетот на нашата научна и академска работа. Денешниот настан се надоврзува на оваа посветеност, овозможувајќи на истражувачите и иноваторите да презентираат проекти со висок потенцијал за промена во решавањето на актуелните предизвици. Секоја презентација и дискусија што ќе соодува денес ја зголемува вредноста на оваа платформа за соработка и создава нови можности за развој на технологии со значаен општествен импакт. Вашето присуство и ангажман ја потврдуваат важноста на ваквите иницијативи и ја поддржуваат науката, иновациите и одржливиот развој во регионот. Пред започнувањето на презентацијата и изборот на најдобрите иновативни идеи од Deep Tech Enterprise, снимивме разговори со дел од пријавените учесници. Ќе ги слушнете по музичката пауза. Останете со нас на 90,8. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако.
сега на све сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега на све сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако. Како што имавте можност да слушнете на повикот за Deep Tech Enterprise, организиран во рамките на проектот Nanobiotech Nexus, се јавија 8 млади истражувачи тимови кои презентираа скалабилни решенија базирани на нанотехнологија и биотехнологија, насочени кон итни предизвици во здравството, животната средина, земјоделството и безбедноста на храната. Своите иновативни идеи ги презентираа Анимавет лабораторија од Битола, Еко Солар Дойл, Металотехника до Прилеп, Болница Плодност од Битола, Вортекс Еда од Скопје, Земјоделскиот комбинат Пелагонија, Драганчо Николов и студентот од Ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Кристијан Саламовски. Пред почетокот на презентацијата и изборот на најдобрите иновативни идеи, снимивме разговори со дел од пријавените учесници. Слушнете ги во продолжение. Моето име е Горан Стефановски, работам како клинички ембриолог во болницата Плодност. Денес те представуваме со проект за Artificial Intelligence во инвитро фертилизација постапките. Се трудиме да направиме на лабораторија која ќе биде лабораторија на чип, значи сите можни апликации, сите можни постапки да одат преку Artificial Intelligence. Ќе помогне во стандардизацијата и ќе помогне во објективноста во одлуките кои ги носиме како ембриолози и лекари. Трендот на сите лаборатории да почнат да ги користат тие алатки. За наша среќа ние имаме досега од можните 3 алатки ги имаме двете. Се трудиме да ја набавиме и третата алатка, со тоа што наша идеја е за прв пат во Балканот да створиме ние собствена алатка која ќе комбинира тие трите Artificial Intelligence алатки, за да може да имаме се во едно и да имаме оптимизација и подобар третман, cost-efficient третман за пациентите, како и побрзо да стигнат до посакуваниот резултат, а тоа е живо здраво бебе. Лина Христовска. Вработена во Анимавет лабораторија за испитување на сурова храна. Работа во микробиолошката лабораторија и од овој проект очекувам имплементација на нова модернизирана опрема која што ќе подобри квалитетот на испитување на храната, односно модернизација на опремата која што веќе ја имаме во нашата лабораторија, со што би се подобрил квалитетот на храната, а воедно и би се заштитила животната средина. Јас сум Константин Здравенски од Металотехника Прилеп, учесник на оваа организација денес. Се би сакал да му се заблагодарам на организаторите и на Nexus проектот, бидејќи нашата соработка датира од самиот почеток на имплементацијата на проектот и ние денес ќе презентираме една иновативна идеја за хидрогел со кој што се заштитува растителниот и животинскиот свет, но и објектите од пожари. Ние по Металотехника тоа го нарекуваме македонска вакцина против пожари. Јас сум Славко Георгиевски, представник на ЗК Пелагонија. Проектот е за прецизни алатки кои што ќе ги искористиме со благодарејќи на нанотехнологијата за мерење и анализа на почва, параметри и анализа на почва. Во тимот јас сум проектен менаџер, каде што ќе го водам целиот процес на развој на оваа иновација, ќе пробаме да направиме нешто ново, иновативно
Ќе пробаме да влеземе во водите на прецизно земјоделие, кога ќе успееме ќе видиме, нормално зависи од нас. Кои податоци ќе ги добивате? Па вака, во план е да се добиваат податоци за сите макро и микро елементи кои што ни користат нас во производство за растенијата, особено оние елементи со кои што треба да ги убриме, со цел да намалиме потрошувачката на тие елементи, односно да зголемиме ефикасноста со што помалку ѓубриво, што помалку влог, да добиеме поефикасни услови за развој, подобри услови во почвата и нормално поздрава животна средина. Како екипа сте од експерти? Како екипа сме вклучени повеќе експерти од комбинатот, од ЗКП Лагунија, исто така вклучени се надворешни фирми кои што ќе бидат вклучени во развојот на проектот, бидејќи нормално ние сме голем дел агрономи, нас не требаат и електроинженери, и мехатроника, така да повеќе гранки се офатени во овој проект. Вашите очекувања? Нашето очекување е дека проектот ќе биде успешен, оваа иновација ќе биде успешна, бидејќи во многу понапредни држави веќе овој тип на решенија се применува, така да се надеваме дека навистина ќе имаме успех, доволно сме стручни за да направиме нешто, да успееме во оваа идеја и се надеваме дека ќе биде све како што треба. Јас сум Кристијан Салановски, студент во 5-та година на ветеринарен факултет. Ајде кажи ни за твоето учество на конкурсот во проектот Nexus. Јас се пријавив за да учествувам на конкурсот. Ова е моја идеја. Имаме фамилиарен бизнис со пчели и ова идеја е да се направи едно модерно, иновативно пчелно семејство со употреба на различни сензори со пристапот One Health. Имаме парцела, наша фамилиарна парцела во селото Лавци, во Битола, и како една рурално подрачје, таму има голем потенцијал за развој на вакви пчелни семејства. Што значи че сензорите? Че е нов повик, нема до сега ваков повик. Целта на повикот е да се добијат нови иновативни идеи со комбинирање на нанобиотехнологија. Целта е да се имплементира користењето на сензори во областа на биотехнологијата. Тоа што значи, треба да има сензори, пример, во мојата апликација која што би мереле температура, влажност и останата опрема, како термална камера и останати видови на опрема, која би имала функција да го следи здравјето на пчелите и целокупното функционирање на пчелното семејство. Кај нас обично пчеларите се уште ги одгледуваат на традиционален со употреба на овие сензори, доколку ја финансираат идејата од проектот, нормално би се зголемиле приносите, би се подобрило здравјето на пчелните семејства и би се имплементирале нови технологии. Пчелите се многу важни за сите нас. Без пчелите ние сите ќе исчезнеме. Ако ги нема пчелите, нема сите нас. Пчелите ни се нераскинлив дел од нашиот живот. Добро, она што како знаење го добиваш од факултетот, од ветеринарниот факултет, колку придонесе за развивање на ова идеја? Во секој случај, мислам, пчеларството ми е предмет на ветеринарен факултет. Имаме стекнато знаење во секој случај, не само по предметот пчеларство, туку и во други предмети. Јас имам одено и на мобилност и во странство, имам учествувани на проекти во странство, имам работено на себе во секој случај. Знаењата кои што истекнав и на факултети со учеството на вакви проекти несомнено придонесува за да напишеме на ваква апликација. Уште едно прашање од мене, барем за крај. Единствен студент што си се пријавил на проектот? Да, од не знам колку илјади студенти има Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, само јас сум се пријавил. Јас успешно ги препознавам можностите каде што може да аплицираат студентите, не само за апликации за вакви проекти, туку и за мобилност и за учество на проекти. Треба да учествуваат студентите поактивно во сите сфери, во најразлични настани проекти, па и вакви конкурси. Јас студирам веќе 6-та година, студирам 6 години, нашиот факултет е 5 години. Имам стекнато искуство и ја препознав можноста и ја аплицирав.
чии идеи беа наградени, ќе слушнете по музичката пауза. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Иновативните идеи, пријавени на Deep Tech Enterprise во рамки на проектот Nanobiotech Nexus, базирани на нанотехнологија и биотехнологија, ги оценуваше комисија составена од представници од невладиниот сектор, индустријата и академската заедница, со што се обезбеди објективен, транспарентен и стручен процес во селекцијата. Оценката на комисијата е дека пријавените иновативни решенија имаат значаен потенцијал за примена во диптех екосистемот и представуваат важен чекор кон нивна понатамошна развојна и практична имплементација. На овој начин, целосно е оправдана целта и реализацијата на настанот, да се поттикне развојот на иновативни решенија базирани на напредни технологии. Првата награда од 12.000 евра ја освои Драганчо Николов за идејата интелигентен систем за мониторинг на ферментацијата во производството на вино. Добитник на втората награда од 8.000 евра е Кристијан Саламовски, студент на ветеринарниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, за идејата дигитално поддржана One Health апитерапија во планинското пчеларство. Третата награда од 5.000 евра ја доби металотехника до Прилеп за идејата огностоп нанохидрогел за екоефикасно гаснење пожари. Финансиската поддршка ќе овозможи понатамошно унапредување на концептите и нивна трансформација од идеја до реализација. Честитки за наградените.
Кон крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да кажеме дека во рамки на проектот Нано-Биотек Нексус, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од 28 до 30 ноември 2025 во Охрид реализира обука и конференција насочени кон развој на современи предприемнички компетенции и поттикнување примена на напредни технологии во современиот бизнис. Програмата вклучи предавања и интерактивни сесии водени од професори од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и Економскиот факултет од Прилеп. Меѓусебната интеракција на учесниците и целосната усогласеност со визуелниот идентитет на проектот поттикна продуктивна и динамична средина, што возможи квалитетна размена на знаења и практични искуства. Учесниците добија брендирани материјали и сертификати за успешно завршување на обуката, како и дигитални материјали за дополнителна едукација. Со реализацијата на оваа обука и конференција, уште еднаш се потврди посветеноста на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола кон поттикнување на иновациите, предприемништвото и примената на современи технологии, создавајќи силна основа за развој на младите истражувачи и стартап тимови во земјата. Со ова, почитувани, го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Шилено мори, воденски череши се. Дај ми ги на мене, јас да ги изедам. Мераглено мори, мера да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми извези. Укло ФМ, Битола, декември 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk